39 годишната Станка од Берово се посветува на земјоделството и производството сирење. Веќе 3 години е активен земјоделец, а во реализацијата на незините планови за проширување на производството ги искористила активните мерки за поддршка на младите земјоделци и набавила соодветна механизација. Сега сме почетници, аплицирав, правев проект, го добив проектот. И што набавивте? Трактор Махиндра со приклучни машини. 10.000 евра. Нека ви честитам, со среќа и ви стоиме на располагање понатаму за другите мерки кои што стојат на располагање. Освен Станка, уште 133 млади земјоделци добиле по 10.000 евра од владата како поддршка за производството. Следната година исто така планираме да продолжиме со оваа мерка и бројот не е ограничен, односно сите оние кои што ќе бидат пријавени согласно програмата за работа во земјоделството која што ќе ја достават ќе бидат финансирани во вредност до 10.000 евра. Заменик министерот за земјоделие денеска ги запозна беровските земјоделци со проектите кои ги работи министерството, а се во насока за поддршка на земјоделството. Само во Берово за последните 5 години се исплатени над 4,3 милиони евра субвенции на земјоделците. Најмногу предничат оние кои што се занимаваат со сточарство и останатите градинарство, полјоделство, овоштарство во последно време и согласно програмата за рурален развој во општина Берово, владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој има обезбедено повеќе од 24 милиони евра за повеќе од 100 корисници кои што ја искористиле таа мерка која што е популарна и која што ја нарекуваме 50-50. Преку програмата за рурален развој во инфраструктурата во населените места во општината се инвестирани 14,5 милиони денари. Јас верував дека сето тоа што е изградено во руралните населени места, тоест во селските населби во општината, немаше да биде изградено, зашто најчесто тие општини, малите, имаат ниски буџети и многу тешко обезбедуваат средства. Заменик министерот денеска го посети селото Смојмирово, каде се инвестирани дел од овие средства, како и свињарската фарма во која успешно се имплементираат средства преку програмата ИПАРТ.